Добар ден, почитувани. Апели, ветувања, протести и ништо повеќе. Како да го правиме токму она што не треба? Светот, можеби најмногу по вина на човекот, станува се полошо место за живење. Некои велат дека има време нешто да направиме за спас на планетава, но други се уверени дека е предоцна. Иднината на светот и младите. Најновите истражувања во Британија потврдуваат дека младите луѓе се повеќе се чувствуваат безпомошни кога станува збор за климатските промени. Тоа се одразува и врз нивната психичка состојба, во која преовладуваат страв, тага, но и загриженост дека светските лидери нема да успеат да ја спречат катастрофата. Во едно од најголемите истражувања досега за така наречената климатска вознемиреност, предводено од Британскиот универзитет БАТ, беа вклучени 10.000 млади луѓе на возраст од 16 до 25 години во 10 земји. При тоа е откриено дека околу 3/4 од анкетираните сметаат дека иднината е застрашувачка, додека недостатокот на акција од страна на владите и индустријата остави 45% да доживеат климатска вознемиреност која влијае врз нивниот секојдневен живот и функционирање. I think anxiety is just the new name of the game for my generation and future generations. Yes, I'm worried about the climate change. I think definitely yes. Being part of the society in the 21st century, I think it's very hard to ignore the increasing climate problems. I definitely do feel anxious about it. I don't know what it means, what the future holds for us. Yes, but it's quite worrying. Елоис Майл, студентка по екологија на Британскиот универзитет во Источна Англија, е членка на младинската климатска коалиција, која изјави дека се чувствува виновна и преоптоварена. What I'd be left with is maybe the sense of shame. I was like, how dare you still want lovely things when the world is ending and you don't even know if you're going to have a safe world to grow old in. Like, what are you doing? Според неа станува збор за своевидни конфликтни емоции. Керолин Хикман, психотерапевт и предавач на универзитетот во БАТ и една од коавторите на истражувањето, работи на тоа да им помогне на младите да управуваат со емоциите поврзани со климат. What we're giving children and young people is this very different experience of growing up in the world. They're growing up with the grief and the fear and the anxiety about the future. Екстремните временски настани исто така може да предизвикаат проблеми како што е посттрауматското стресно нарушување, вели и Хикман. 75% worldwide think the future is frightening. 4 out of 10 are hesitant to have children because of climate change. And over half, 56% of children and young people worldwide think that humanity is doomed. Познатата активистка против климатските промени, 18-годишната Грета Тунберг, е таа која доживеа тешка климатска вознемиреност. It's a quite natural response because as you see, as the world is today, that no one seems to care about what's happening. I think it's only human to feel that way. But of course, it doesn't have to be that way because when you take action, you also get a sense of meaning that something is happening. If you want to get rid of that anxiety, you can take action against it. When we take action, there is hope everywhere. So if you want something to happen, then do something. Токму така. Акцијата е главниот лек против безпомошност. Еве неколку примери во Македонија како младите можат преку нивната активност да го потиснат стравот од климатските промени, но и некако да помогнат во справувањето со овој глобален проблем и со тоа да станат дел од решението. Ако еден час го возите овој велосипед кој произведува чиста енергија преку оваа кутија, ќе произведете доволно струја за да го наполните својот телефон или да приклучите 60-ватна светилка која ќе свети речиси еден час. Ова е еден од 5 велосипеди со кои младите можеа да бидат дел од екокино на точак во рамките на проектот Климатска акција почнува со младите. Каде што со 5 велосипеди младите произведуваа струја за да гледаме филм. При тоа нивната заинтересираност беше многу голема, многу им беше забавно да се качат на велосипедот, да се мерат кој колку енергија произведува, за потоа нели да го видат бенефитот од тоа што го произвеле и да го гледаат филмот на платното. Ова е само еден од начините на кои невладините организации ги запознаваат младите со последиците од климатските промени и она што може да го направат тие за да стане дел од решението, а не од проблемот.
Младиот Синиша Станковиќ е студент на медицина и тој вели дека е многу загрижен за своето здравје, но и за здравјето на неговите најблиски од последиците од климатските промени и загадувањето во земјава. Тоа е и клучна причина зошто одлучил да стане екоактивист. Загадениот воздух и загадената почва допринесуваат за голем број на болести, особено за канцерогените заболувања кои што денеска се во прогресивен и масивен број и секојдневно среќаваме луѓе кои се заболени од вакви болести. Младинскиот амбасадор за климатски промени Васил Ханџиски студира во Словенија инженерство за животна средина за да може во иднина да изнајде креативни решенија за намалување на емисиите за производство на електрична енергија, справувањето со отпадот и другите еколошки проблеми кои што се јавуваат во Македонија. По студирањето од сегашна перспектива искрено би сакал да се вратам, а причината за тоа ми е дека сметам дека Македонија може многу да напредне во таа област, бидејќи ние сме многу поназад за разлика од Словенија и затоа мојата мотивација е всушност во мојата земја, во мојот град да направам некоја промена за да можеме да напредуваме, бидејќи секоја земја е битно да напредува во таа насока за да можеме глобално да се справиме со целиот проблем. Загриженоста од аерозагадувањето беше причината што го натера програмерот Горијан Јовановски да ја направи мобилната апликација Мој воздух со која граѓаните дознаат каков воздух дишат. 7 години подоцна, поради непроменетата состојба, одлучи политички да го артикулира својот став и стана советник во Советот на град Скопје. Мора институциите да бидат двигатели на овие промени. Ние може цело време да збориме, не знам, Горијан рециклира и Марко, Петко, сите да рециклираме. Свето тоа е супер. И мора да почнеме и ние како граѓани да действуваме. Но ако работиме без поддршка на институциите, ништо нема да заврши. На крај целото тоа да речеме рециклирање сега го фатив како пример, ќе заврши во истиот контейнер и ќе се фрли на крај ќе се изгори во Дрисла. Не е тоа поентата. Поентата е институциите да бидат лидери на ова однесување кој што сакаме да го видиме и од нив, и од системот, и од граѓаните. Македонските млади екоактивисти и младински амбасадори за климатски промени денеска се дел од глобалниот самит во Глазгов, каде со нивните врсници од целиот свет апелираа до властите да бидат вклучени во решението и справувањето со последиците од климатските промени. Велат нема ништо полошо од безпомошност, но дали човештвото е навистина во таква состојба или пак може да најде сили и да почне да действува за спас на својот дом? Вашите мислења можете да ги испратите на Facebook, Twitter и YouTube на македонската редакција на Радио Слободна Европа. Довидување, почитувани.